Влезот на балото е безбеден. Ајде. Садик, што е Садик? Ти ли планираше да ми исплачиш мајкино? Ти кога цицаше јас го правев ова, Итар Буцко мој. Ѓорке, се преправаш дека спиеш на стража? Жити Бога, безбедноста на островот е во наша одговорност, разбираш ли? Аман, каква безбедност. Ете, само си седиме, никој не доаѓа. Ајде, жити Господ, ајде, Буцко мој, ајде, Рамбо мој, да си одиме дома, ајде, ништо не се случува. Мислиш што е? Да видиме. Ете го, тоа е монструмот, разбираш? Ѓоркеп, целиот мој имот е твој. Се ќе земам, не грижи се. Благодарам. Садик! 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 Боже! О, Господе Боже, Садик! Не ми се верува, херој мој, Буцко, Рамбо мој! Нели ти реков ке го фатам, а? Ете, гледаш сега, веднаш го фатив. Садик е многу опасен. А ти верувам. Проклет нечестник еден. Дојде ваму ти. Чичко Шерев? Ова е Чичко Шерев, бе. О, Господ да те казни. Кој е Чичко Шерев? Нашиот бакалчи од мало, тој Чичко Шерев, го несвестив 80 години има. Еј, не се смеј, Ѓорке. Не се смеј, Ѓорке. Ме натера да онесвестам човек од 80 години. Рече, тој ме натера да го онесвестам. Чичко Шерев, ајде, стари, ајде. Види, децата крадат од топките, Чичко Шерев. Стани, Чичко Шерев, стани. Нека стане да го отвори бакалот, нека продава салама и кашкала. Ѓорке, не ме нервира и се колнам, ке ти пуштам струја во лице. Многу убаво заспа. Многу се забавуваше. И многу се измори. И јас се забавував покрај неја. Ги заборавив сите маки. Во меѓувреме, господин Кутај ме врати на работа. Од сега со сите сили ќе работам во фирмата. И нема да дозволам никој да ме спречи во тоа. Знаеш што најмногу ми се допаѓа во градот? Што? Никогаш не знаеш што ќе се случи последна минута. Секој миг, секоја секунда има нови авантури. Ама така ли овде? Знаеш што ќе се случи после неколку месеци, дури и после многу години. Навистина така мислиш? Не мислам, сигурна сум. Сигурна. Ете види, не се слуша глас од надвор. Нема звуци од музика, нема врева. Не можам вака да заспијам. Само птиците се слушаат. Тие звуци не се од птици, туку од штурци. Најдоброто ќе го направиш. Си изнајмив и куќа? Со среќа. Куќа каква што сонував. Како да е направена за мене, значи не можам да најдам поубава. Залади малку да станеме? Лила,
Хајде да одиме. Хајде. Дојди ваму. Ќе се смириме, бе, ти ќе ми простиш, прости ми. Така ќе ми простиш, нели? Изгледа ќе се смириме, знаеш, слушај мамо. Повеќе пари не ти давам, веќе ти дадов доволно пари. Освен тоа, никому да не си кажала за ова што го виде овде, знаеш. Останува меѓу нас, како што се договоривме. Поред? Немој сега. Ајде. Ќе се видиме подоцна, ќе ти се јавам. Твојата девојка имала момче, што е тоа? Изгледа и оној твојот дека и се пушта на бириџик. Зошто се каравте? Ти раскина, другиот го избра. Што ти е, Гајле? Да. Како и да е. Каде одиш сега? Што ти е, Гајле? Одам дома. Во секој миг татко ми ќе забележи дека не сум дома. Ќе застанеш малку? Надвор имало чудни и злобни луѓе, остани овде, чекај малку овде, знаеш, седи. Никој не е позлабен од тебе, го знаеш тоа? Каква врска има тоа? Застани, ти велам сега. Бурак нека ти среди една соба. Остани вечерва овде. Бурак! Бурак! Идил ќе биде моја гостинка вечерва. Јас не сум ништо за тебе. Зошто правиш вака? Види, доаѓа твојата девојка. Нема да бидеш сам, заедно ќе спиете во хотелот. Меѓу нас нема ништо. Ми даде пари за да глумам вака. А можеш зошто го правиш сега ова, бе? Зошто, кажи? Што? Точно ли е тоа, Бату? Не, бе, ете треска глупости и јас не ја разбрав ништо. Бату? И даде пари на девојката за да ве видам така? Да. За да се спасам од тебе, за да те откачам веќе. Не предпоставував дека си ваква. Ама и ти добро одглуми кога реши да ме натраш да те љубоморам. Со трчање А што излез да од правев? дуќанот. Бириџик. Го мислиш ли тоа што го мислам јас или не го мислиш? Јас не знам ти што мислиш и затоа нема да можам да ти одговорам. Јас мислам многу убави работи, ама не знам како да ти ги кажам, знаеш. Па напиши ми ако сакаш. Може. Не се Одговара. глупирај. Сериозен ли си? Како никогаш досега, веднаш. Поздрав. Поздрав и до тебе, Беазит. Не, нема зборување, пишуваш сега. Здраво. Ке излезеш со мене? Еј, Боже, ми стигна порака. Да ја прочитам, Бирџик. Не знам јас. Ама се плашам да ја отворам. Ти си знаеш. Ја читам. Не можам да ја отворам. Бога ми не можам да ја отворам. Добро, тогаш прочитај кога ќе заминам. Добро, може, така ќе направиме. Така. На здравие На да ти здравје, е. на здравје. На Добар здравје, си, Шишко добар, Шереф. добар. Бога ми многу не исплаши. Значи, вака ти одеше пред нас, Боже, и така одејќи наеднаш падна пред нас, наеднаш, Бога ми многу се Човекот се исплаши. фати за срце. Цичко Шереф, ти вака едвај одеше. Значи, не изгледаше добро. Изгледа си пијал и алкохол малку. И ете така наедно се струпали на земја. Боже ми.
И едва и те спасивме, жими Господ, ние, да. Зошто сам шеташ по улиците, бечичко шереф? Зошто одиш сам на улица? Закачија слики по сите улици, имало голема опасност по улиците. Некој човек одел и давал електричен шок и така си ти ги допирал со тоа, разбираш ли? Ајде, да го кренеме полека, чичко шереф. Ајде. Да го испратиме. Да, ајде така, да, ајде сега. Човекот ќе остане во наши раце. Ајде, чичко шереф, снашката те чека дома. Сега дома, во оди чичко си. шереф. Ајде. Леле, ќе испушти душа овој до дома, Господи Боже. Да, ајде така, да, ајде сега. Сега многу го жалам. Порано, значи, кога бев дете, ги крадев сите мастики од продавницата на чичко шереф. Цело минато ми помина пред очиве, Јуркеб. О, емотивен Буцко мој. Боже! Абе, кој е таму, бе? Кој е таму, бе? Ма доста веќе и нема крај на несреките. Јас не барав толку акција. Изгледа овој пат на вистина се појави монструм од Ѓоркем. Слушај ваму. Имам црн појас. Опасен сум, на вистина ќе те струполам на земја. Ете толку, бе, ете толку. Дојди ваму, бе, дојди. Што приш, бе, да не ја прошири отоманската земја, Беазит. Мен. Ќе те кредам. Не можеш, Беазит. Не можеш. Не можеш, бе, ти реков, не можеш. Да, бато. Што е? Напиша да, бато. Што? Девојката? Што е ово? Што се случува? Напиша да, бато. Што, кој? Напиша да. Напиша да. Што се случува? Да. Треба да се прават вакви работи. Ја менува енергијата дома. Разбрав, душо. А не се мачи, опушти се. Јас многу си верувам во вакви работи. Колку убаво. Со среќа. Ете. Да. А утре ова ќе го закачам на влезот. На влезот. Да, не грижи се, му најдов место. Куќата ќе ја чува од уроци. Куќата. А може да направам по едно кафе, ќе пиеме. Секако ќе пиеме, да. Да ги наместиме сега и овие камења. Да, сега да видиме. Ова да го ставиме тука. Ова вамо да го ставиме. Така. Фатих, Молам, душо. ти ли го смени местото на чашите во кујната? Да, тешко ми беше да се наведнувам, затоа ги ставив горе. Нели е попрактично? А не, таму јас не можам да ги дофатам. Како ќе биде? Кој го смени местото на мојата облека? Некир, душо, плакарот на мајка ти беше полн и затоа привремено моите работи ги стави во твојот плакар. Не требаше, а? Ама јас ги имав наредено по боја. Па се е црно кај тебе, по која боја? Значи црното има нијанси, па то фатих. Ама машела ти немаш никакви нијанси. Слушате, јас утре кодам на работа. Нема да ме држите дома, во ред? Што е ова, бе? Камен за енергија. Бога ме, јас веќе немам енергија. Ја истрошивте мојата енергија, ја истрпивте. Да не ти заврши енергијата. Вели немаше нијанса, зошто немам нијанса? Може би сакаше да каже дека немаш ред, Фатих. Значи се ги сменили местата на растенијата во дворот. Душа моја, едното од цвеќињата не гледаше на сонце, затоа го сменив. Лошо ли сум направил? Не, ама ние си имаме свој ред во куќава. Може би затоа така кажа. Многу претерав, нели? Во право сте. Ама изгледа многу се возбудив. Види, ќе се навикнеш. Ќе се навикнеме. Нели? Душо моја. Време е за разделба. Ти благодарам. Нема на што. Тогаш, пријатно.
Пријатно. Ајде, дојди ваму. Лила душо, се забавувавте? Што правевте? Убаво ви беше? Вие вратете Хазиран на работа. Јас се би направил за неа. Се е така? Тогаш имам само еден услов. Ке заминете од Измир. Ке ја оставите на мир господица Хазиран. Немојте погрешно да ме разберете, лично немам ништо против вас, ама Хазиран е многу вредна за мене. Во иднина може да стигне до високи позиции, дури може да стигне и до моје место. Ама мислам дека не можеме да се сконцентрираме на работата додека вие сте тука. Да, ќе ја вратам Хазиран на работа, ама ќе ве замолам да си заминете од тука. И да не се враќате. Рековте дека се ќе направите за неа. Ќе направам. Не грижете се, се ќе биде во ред. Дај Боже, дај Боже. Појра се јавува. Што ќе кажам? Аман, што ќе кажеш? Седни овде. Што правиме, па што да му кажеш? Ете, сите седиме заедно. Ако сакаш јас да зборувам. Не. Во ред. Ало, Појрас душо? Добро сме, сине, сите сме добро. Ете, седиме. Ти што правиш? Јас сум добро. Вие не се вувате, па реков јас да сеам. Не сакавме да те пречиме, сигурно имаш обврски. Хазиран како е? Вие не зборувавте со неа? Ни мене не ми се јавува Појрас, па ти поздрави ја. Тетка Зене плета? Да, ете сите ве поздравуваат двајцата. Во ред. Јас утре се враќам. Што? Каде? Како каде, мамо? Ете, доаѓам на островот. Ова, не доаѓај толку брзо, сине. Ете таму е Хазиран, Алпер е таму, Мелиса е таму, прошетете малку, уживајте. Мамо, зарем не сакаш да се вратам на островот? Не, сине, не, откаде сега тоа, Боже. Беше во бунило, сине. Затоа реков да останеш, прошетај малку, не се враќај на островот, немој. Мамо, има ли некаков проблем? Да не криете нешто од мене? Добро сме, сине, добро сме, во добро расположение сме. Ете, како што реков, прошете малку, среди си ги мислите, во ред, не доаѓај на островот. Ајде, Појрас, исклучувам, бај. Тука ли доаѓа сега? Леле, тешко нас. Ете, слушнавте, реков не доаѓај. Се сомнева во нешто. Сигурно. А што да му кажев? Не доаѓај, татко ти сака да те убие. Нема да се враќаш на островот ли да кажев? Уф, Бога ми се збунив. Се збунив веќе, глупава моја глава. Чекај малку. Како татко му? Што реков јас? Рече татко му на Појрас. Рече ќе го убие Појрас. Така рече. Јас ли реков така? Кажете нешто? Ајтен, вистина ли е тоа? Вистина е.
Повели, бато. Ало, Синан, што направи? Не ми пуштаат пари, бато. И на секаде ме бараат. Сега Појраз ќе дојде таму. Ќе го докречиш кога ќе дојде. Не грижи се. Се ќе биде како што се договоривме. Хотелот? Ќе го средам утре со Вајле. Појраз, мајко, Појраз, леле. Јуркеб. Зошто сега овој дојде? Не виде. Појраз, добре дојде, зошто дојде? Вие што криете од мене? Кој? Што ќе крие од тебе? Ете, гледаш, сите си ја гледаме работата. Сите криете нешто од мене. Што ќе криебе од тебе? Па ништо не криебе. Пожар! Пожар има! Гори хотелот! Кенан, што се случува, синко? Бато, Појраз, гори твојот хотел. Гори, бато. Што зборуваш? Трчај, Садик, трчај. О, Господе Боже, трчај бе, Садик. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Здраво, како сте? Многу ви благодарам. Добро утро, со среќа. Добро утро, многу ви благодарам. Господица Хазиран, уште еднаш добре дојдовте. Добро ве најдов, господине Кутај. Нека вие со среќа бежот. Се надевам никогаш нема да бидете приморани да го трнете. И јас така се надевам. А како е Лила? Добро е? Добре, прашува за вас. Нормално и за господин Појраз. Разбирам. Господин Појраз... Не знам. Можно е да заминал. Сигурно заминал. Господине Кутај, многу ви благодарам што пак ме примивте на работа. Не грижете се, нема да ја изгубам вашата доверба. И јас не сакав да изгубам работник како вас. Се надевам нема да доживееме вакви работи. Не грижете се, нема да доживееме. Само за мојата работа сум тука. Нема веќе да дозволам некој или нешто да го расипе тоа. Одлично. Пред да влеземе на состанок, како имате време, би сакал да зборуваме за тоа што се случи на островот помеѓу вас и господин Тојгун. Се познавате со господин Тојгун? Не, знам некои работи од активноста на Лодос. Колку што знам, сте имале некој немил настан, така ли? Да, така беше. Им одзедоа куќи, земјишта и фабрики на многу луѓе. Не знам дали има некаква можност тие земјишта да се вратат на луѓето. Може би јас знам. Како мислите? Ке можете да ми помогнете околу тоа? Затоа што јас сакам да поправам некои работи што ги направи господин Тојгун. Значи сакам тие земјишта и тие фабрики да ги земам од него и да ги вратам на тие луѓе. Не е проблем. Уште го мислите островот? Не. Нема такво нешто. Не грижете се. Освен тоа, многу сум спремна за овој состанок. Одлично. Тогаш повелете. Ке ми дозволите малку да го завршам, овој ке дојдам. Волам Тојгун глупавиот. Да, зафатен сум да го поправам тоа што ти го упропасти. Не, ти не си вклучен во тој процес. И онака доволно ме посрамоти. Требало сам да си ја вршам работата. Ама ќе стигнам до целта. Крлангича да си ќе биде мој. Нехир! Нехир внатре, Нехир! Готика, Нехир!
Готика моја, Нехир! Нехир, добра си? Компјутерот да го земаме. Таму се Остави го компјутерот, дојди. Дојди. Појраз, Нехир, дојди. Ајде, дојди, седни. Добра ли си? Дојди, дај бато, дојди. Добра ли си? Појраз, не влегувај веќе, не. Појраз, немој, не влегувај, не. Има некој? Добро си? Стани. Појраз! Добро. Добро е, Нехир, добро е. Ама не влегувај повеќе, те молам. Немој, Појраз! Немој, бато! Отиде. Ѓоркем, што правите? Се ли е во ред на островот? Спремивме досие од настаните за следниот месец. Господица Хазиран може да го донесете од канцеларија. Господица Хазиран, како донесете досието од канцеларијата? Момците знаат каде е. Секако. Ѓоркем, што правите? Хазиран, не можам сега да зборувам, кукло. После ќе ти се јавам, ајде. Немој, не влегувај внатре, те молам. Ранетите ги спасува. Дојде брза помош. Ѓоркем, што се случува? Ѓоркем, одговори ми што се случува. Ало, Синан. Ќе направиме промени во планот. Барем еден од вас да се јави, барем едниот да се јави. Тетке, каде е Појраз, дали го видовте? Не прашувај, Кирко, се отруло чадо сакајќи сите да ги спаси, жално. А каде е тогаш? Не знам, Кирко, навистина не знам. Говораш Појраз? Да, каде е Појраз, дали го видовте? Дојде, јас ќе те однесам кај Појраз. Животот го ризикуваше, Појраз. Бива ли така? Бога ми, некој ден ќе умрам од срце, да знаеш. Погледни ме. Како избувнал? Не знам, истражуваат. Командирот дојде. Заврши гасењето на пожарот, ама јасно ми е мене. Ми кажа уште од почетокот. Пожарот не бил несреќен случај. Некој го поднал. Чувај не, Господе Чудна работа. Боже. Кој би направил такво нешто? Јас се сомневам во еден, ама проклет да е. Да, не е нормално. Молам. Појраз, немој да направиш некаква лудост, немој да се обидеш да ме спасиш, во ред? Хазиран? Замолчи. Појраз. Доста. Појраз, ќе имаме мала пресметка со мајка ти. А ти ќе ми помогнеш. Инаку ќе настрада твојата девојка. Кој си бе ти? Веднаш пушти ја Хазиран. Хазиран! Смири се, кралице, смири се.
Тргни се. Дадо, ама не прави така, те молам, смири се малку. Зейнеп. Спаси ја, керка ми. Јас што да направам? Да донесам вода или да донесам колонска? Хајде ба то фатих, побрзај малку. Доаѓам. Јас сум виновна, сето ова е поради мене. Садик, подели го ова. Добро. Треба да пие вода. Земи душа, ајде, земи, пи вода. Да нарачам јадење, ке се онесвестите. Не може вака. Ме молам, смирете се, сите да бидете смирени. Лати води, најди ја, керка ми. Ќе најдеме љубов моја. Најди ја, керка ми, најди ја, керка ми. Каде, керка ми, каде? Ке полудам, каде? Оф. Смири се, кралице, мисли позитивно. Тато? Кажи, душо. Господин Латиф. Да, дојди. Има ли нешто ново? Да, ќе ме саслушате, ве молам. Добро, кажете ми добра вест, ве молам. Кажете дека ја најдовте, керка ми, ве молам. Видете, правиме се што можеме, ама прво мора да се смириме. Ве молам сите да бидете смирени, за да можеме подобро да си ја вршиме работата, ве молам. Зейнеп? Да го измијам лицето и ќе дојдам во ред. Во ред, добра си, така? Добра си. Видете, никој ништо да не прави надвор од нашите инструкции. Ситуацијата е навистина сериозна. Никој да не действува сам. Господин Латиф, ве молам и вас. Секој да внимава на својата сопруга, пријателите и блиските, ве молам. Слушнавте. Појрас каде? Никој повеќе не може да го држи него. Пари, бе, пари. Сакам пари. Не сакам ништо друго. Ги сакам сите ваши пари. Мајка ти тие пари ќе ги префрли на моја сметка. А ти во никој случај нема да ја спречуваш. Инаку, девојка ти ке настрада, а? Дали ме разбра Појраз ефенди? Каде ли го оставила баба ми? Не влегувај во таа колеба, сине. Внатре се работите на татко ти. Полна е со негови спомени. Уште имаш време. Можеш да се откажеш, јас нема да те пријавам, нема да добиеш казна. Пушти ме, навистина, никому нема да кажам. Ќе замолчиш или да ти ја затворам јас устата? Кој си ти? А? Да не си човек на Тојгун? Кој е тој Тојгун? Не познавам никаков Тојгун. Тогаш кој си? Што сакаш од мене, човеку?
Види, јас со тебе немам никаква работа. Имам работа со мајката на твојот сакан. Ти си Синан? Веднаш ти кажала, нели? Бре, ајтен, бе. Кој знае како ме опишала, а? Ништо не ми кажа, јас ништо не знам. Што ти кажа за мене? Ништо не кажа, велам ништо не знам. Што сакаш од неа ти, што сакаш? Што ли сакам? Таа ме напушти и си замина. Не знам како, но таа стигнала до големи пари. Уживала во животот, а јас тука страдам. Со години ја чував, ме разбираш? Барам дел од тие пари. Ти не ја чуваше со години. Ти ја зароби со години. Откако се ослободи од тебе, само покажа како може самостојно да стои на нозе. Заради тоа ли сакаш да ја казниш, а? Прекини! Ти го запали хотелот. И ти го удри појраз со автомобил, така? Да, па што? Ау! Помоли му се на Бога да те сака доволно. Нема да успееш. Разбра, појраз никогаш нема да го прави тоа што ќе го кажеш ти. Ама рекоа дека за тебе би направил се. Види, ако направиш нешто, ќе те убијам. Да знаеш, добро? Рече удри го удрив. Рече запалив. Рече бегај, избегав. Сега ми рече киднапираа девојката и тоа го направив. Ама, нели вака срамота, господине Кутај? Синан, те молам, немој да ми глумиш, ворет ли? Биди умерен. Заврши работата и ќе ги добиеш парите. Нели рече ќе се одмаздиш најтен, што се премисли сега? Јас си ги сакам парите, брат. Парите, господине Кутај. Синко, ќе ти префрлам пари. Ќе ги добиеш и парите најтен и јас ќе ти префрлам пари. Ти сега смири се само. Каде е девојката? Внатре. Немам никаков проблем. Не дејствувај на своја глава. Како што се договоривме. Појраз ќе дојде како јагне таму. Ти притискај ја девојката. Заврши работа, сина, најде.
Браво. Гледаш? Паметните девојки се разликуваат, нели? Веднаш да се јавите. Итно е. Никој нема да спие додека ова не заврши, јасно ли е? Дали некој го доби поираз? Ама телефонот му е исклучен. Епа, тој нема да се јави. Да. Епа, што ќе му кажеш? Во право е, нормално е да не се јави. Што да правиме? Дали да излеземе да го бараме? Да не направи некоја глупост. А, командире, не можете да пратите сигнал на неговиот телефон? Праќаме на двајцата, не се грижете. Како да не се грижиме, те молам? Се јавува. Смири се, смирено. Добивме повик, бидете подготвени за откривање на локација. Што да правам, да излезам надвор? Потрудете се да го натерате да зборува во ред. Вака долго, пуштете го во слушникот и следете ме. Добро, глас да не слушнам. Ало? Како си, Ајден? Добро сум, добро. Хазиран како е? Добра е, Хазиран, добра. Ве поздравува сите. Вели донесете пари и спасете ме. Слушај, Синан, грешиш, Синан. Вреди ли за пари? Јас ќе ти дадам многу пари. Многу пари ќе ти дадам, само пушти ја, Хазиран. Ние да се најдеме со тебе. Колку пати ти мене ме измами така, а? Колку пати дојде и избега од мене? Колку пати те побарав и не те најдов? Ќе ми ги дадеш моите пари. Ќе ми ги дадеш, инаку лошо ќе биде. Што? Ало. Ти да не соработуваш со полицијата, а? Кој е таму? Не, јас тебе те слушам, Синан. Слушамо. Кој да ме слуша, нека знае дека не се шегувам. Ако не ги добијам парите, ќе го направам најлошото нешто што можете да го замислите, да знаете. Ало? Исклучи. Момци, ја откривме ли локацијата? За жал, командире. Во ред. Тргнете се. Латив направи нешто, викни брза помош. Полека, Зенеп, полека. Полека. Внимавај, полека. Дојди, Душо, дојди ваму, дојди. Влези внатре. Што ти е, Гајле, бе? Може да замолчиш? Се плашиш, нели? Не, зашто да се плашам? Сам си, осамен си. Да исчезнеш, никој нема да тргне да те бара, го знаеш тоа? Вредиш колку една нула, бату. Ти си никој и не постоиш. Всушност ти не постоиш, бе, ненормална една. Тука си ми во умот, во главата си ми. Може би си ти во мојата глава. Смири се малку, те молам. Каде е керка ми? Во каква состојба е? Ќе ја најдеме, сакаме, ќе ја најдеме. Биди цврста. Дојди. Пушти ме. Ајде, наваму. Пушти ме. Уред, Душо. Момци, брзо во болница. Латив. Најди ја, Хазира, најди ја керка ми, те молам. Дојди, Душо, дојди ваму. Биди цврста, ајде, издржи. Ајде, Душо, те молам. Вие останете овде. Фатик, останете овде. Имате работа. Тебе Јави се, тетка Селма. Јави се. Добро. Селма, тебе ти е доверена. Најдете ја, керка ми. Душо, не прави така, љубов моја. Немој, издржи, те молам. Латив, ајде, те молам. ајде, дојди, мамо, ајде, влези внатре. Жити, Господи. Ајде. Во ред да зборуваме се тоа. Здраво, поздрав. Сега ли ти текна? Јас сега дознав, од бурак дознав. И? Нека ја сопомин. Друго? Друго? Нема ништо друго.
Тогаш да си одам. Внимание за сите единици, добивме телефонски сигнал од исчезнатото лице. Сите што се во околината можат да одат на улицата Шака Ик. Повторувам, внимание до сите единици, добивме телефонски сигнал од исчезнатото лице. Сите што се во околината можат да одат на улицата Шака Ик. Доаѓаме тогаш. Дојди и ти. Важи, председателе. Не се погрижи за девојката. Не со Алпер, не со продавницата за накид. Не Дуќа, не Беази, затоа што сум ненормална. А мене почна да ми се врти во главата. Значи ти не си виновна душа. Тоа е дел од животот. Дали сум јасен? Нема потреба да се обвинуваш. Не ја ни прашав што ја мачи. Не ја прегрнав, не плачевме, не се смеевме, што знам. Се нешто ни недостасуваше. Навистина островот не расипа. Види, сега Бирчик, тој е психопат, значи ова може да му се случи на секого, да знаеш. Така е. Другари, цел ден ништо не јадевме, ќе се разболиме. Во ред, знам, и мене не ми се јаде, ама што да правиме? Значи, мораме со сила. Земи Бирчик. Идил, застани малку, жити Господ. Да, излеземе надвор на воздух. Ти малку ли направи на Хазиран? Не ги заборавивме злоделата. Ова, Бирчик душа, па сега немој вака. Што? Лага ли е? Не и даде мир на девојката. Срекна си сега Идил? Биричик. Со помин на сите. Благодарам, Да си Биричик. жив. Бириджик, добра си? А, види го! Зошто ме допираш? Не ме допирај, бе! Бириджик, што зборуваш? Ништо не направив, само реков дали си добра. Велиш добра си? Тоа ли е прашањето на вистина? Да, Хазиран е киднапирана и ние сме многу добри. Каква е ситуацијата? Значи за ништо не ве бива. Нели рековме да ги задржите таму? Пробавме да ги задржиме и двајцата не слушаа, знаете. Мора да ве слушаат. Што не направивте свадба, што не се венчавте, онака едва чекате. Што прави овој овде? Што ти е, Гајле? Ти, што е, синко? Момси, а што вие вам сега, како личари вака, што се случува овде? И онака атмосферата е напната, затоа ве болам, немојте сега вие. Дојдев да ја тешам Бириджик. Да знаев дека си тука, тогаш немаше да дојдам. Да ја тешиш Бириджик? Да. Што бараш ти со овој човек? Што зборуваш, бе, ти, синко? Не зборувај многу. Ти буквално се чешаш. Тогаш почешај ме. Еј, Ајде бе, дојди ваму. Ајде бе, чешај ме, ајде. Што се случува овде, бе? Биричик, дојди ние да се напиеме чај. Ти се смириш, Сака дојди. малку да останам сама, добро? Никој да не доаѓа по мене, ве молам. Бириджик, прости ми те, молам. Што се случува? Што е ова? Што именно овие Алпер и Беазит? Долга приказ, да. После ќе ти раскажам. А јас бев виновен. Не, нема врска со тебе. Многу е тажна. На сите ни се развика. Не знае што да прави. Тогаш јас да не ви пречам повеќе. Ако ви треба нешто од мене, јавете ми се. Во ред, благодарам, Беазит. Се гледаме. Се гледа, бе, Беазит. Пропадна детето, го виде. Ке јадеш малку?
Дај ми еден залак. Тука си била. Тој нечестник те киднапирал. Никој не доаѓа. Сметката нула. Не префрлеле пари. Изгледа, господја Ајтен ќе не измачи малко. Мари Ајтен, Да не ме напуштеш, ова немаше да се случи. Глупав Ајтен. Не те сакале колку што мислеше. Гледаш? Што правиш ти таму? Што правам? Нозете ми се вкочани од седење. Слушай, мамо. Сега ќе ти ги врзам тие вкочанети нозе, разбра? Биди мирна. Последни минути. Хазиран, донесете ја керка ми. Керка ми донесете ја. Сега ќе ви направиме неколку анализи. За кратко ќе дојде сестрата и ќе ви стави една инфузија. Јас пак ќе наминам. Во ред, докторе. Ви благодариме. Во ред. Душо. Селма, ако нешто се случи на Хазиран, јас нема да можам да живеам. Не, ништо нема да се случи на Хазиран, во ред? Да не мислиме веќе така. Немојте. Ке се трудиме да мислиме што попозитивно. Се држиме подалек од лошите мисли, значи во ред? Во ред? Понегогаш и мене ми е лошо, ама се уште ништо не се има случено на Хазиран. И ништо нема да се случи, во ред? Те молам, тето. Ајде те молам. Да си го измијам лицето. Нели ти беше момчето кој имаше проблеми со син ми? Бату? Јас дојдов тука за да ви помогнам. Те молам, оди си. Ама сериозен сум. Никој не ти верува на овој остров. И јас не ти верувам. Да. Ама еден ми веруваше. Тоа е Појраз. Кога сите мислеа дека јас го удрив со автомобилот, тој го кажа спротивното. Ми веруваше. Сега јас сакам него да му помогнам. Нема што да се прави. Чекаме да не се јават од полиција. Полиција. Ало? Ти да не си играш со мене, а? Каде се парите?
Слушај, Синан, нема нешто да си направил на Хазиран во ред, нема ништо да и направиш. Тоа се играј со моето трпение. Ти најдобро знаеш што можам да направам кога ќе го изгубам трпението. Знам, Синан, знам. Нели ме познаваш, а? Ме познаваш. Ама... Размисли што ти направив тебе. Ќе направам 100 пати повеќе. Ќе убијам Хазиран. Не, Синан, не. Слушај ме, те молам, слушај ме. Еве ти ветувам. Ќе ти ги донесам парите во ред, ќе ти ги дадам парите. Ти ветувам, заедно ќе си одиме одевде во ред, заедно ќе избегаме од островот. Ама види, те молам, не ја допирај Хазиран. Нема ништо да и направиш. Те молам. Браво, ете така. Ајде, те чекам во ред. Ќе ти ја кажам адресата лично, ти ќе ми ги донесеш парите, договорено? Во ред, договорено. И без полиција, само ќе дојдеш. Ќе ми ги дадеш парите во торба и ќе си одиш, договорено? Во ред, Синан, во ред, договорено. Види, Дадо, ако го видиш овој човек, веднаш да се јавиш во полиција, добро? Да бидеме сите внимателни. Да ви дадам уште неколку, поделете ги по комшиите. Добро. Ете ти акција, проклет да си Ѓоркем. Нема веќе уста да отворам, се колнам. Нели сакаше акција? Што се случи, Ѓоркем, што се случи? Гледај што ги снајде луѓево. Сигурно е се заради тебе, Ѓоркем. Не се приклучувај на караванот на само обвинувачи, еј. Во ред? Веќе е преполно табу. Господе, од сега никогаш нема да посакам акција. Сите нека се спаса, среќен крај, плиз. Покажете му и на него, ви благодарам многу. Нашата другарка Хазиран е киднапирана од страна на овој човек. Ако некој ја види или слушна нешто, веднаш да се јави во полиција. Ви благодарам. Благодарам. Ти зошто така му рече на Бејазит? Ти многу добро знаеш причината. Знам, но немаше потреба. Како немаше потреба? Нема да зборуваш како да си заборавила што направи. Се сеќавам, Алпер, но помина долго време. Не ми е јасно зошто уште си толку гневен. Може би е во право од негова гледна точка. Тој да е во право, а? Ти тоа кажи му го и на Појрас ако сакаш. Супер тајминг. Сега тоа да му го кажам на Појрас, да. Не само тоа, зошто така рече на Бириџик и тоа не ми е јасно. Значи може да се дружи со кого сака, нели? Бириџик не е проблемот, Бејазите. Човекот со кого и да се дружи, јас исто ќе реагирам. И каква врска има сега тоа? На вистина ли? Мелица, ти сакаш да кажеш дека чувствувам нешто кон Бириџик? Не сакам да кажам. Само те прашувам. Мелица, ние ќе се венчаме. Те запросивме. Свесна ли си? Што значи те запросивме? Што значи тоа? Те запросивме, зарем реков нема да се венчам? Види, навистина ми издоседи овој разговор. Ти оди ако сакаш ки Садик или ако сакаш оди кај Ѓоркем. Јас сам ќе се шетам, ќе се најдеме. За Бејазит зборувавте? Подоцна ќе ти кажам. Што е проблемот со Бејазит? Објасни ми. Реков ќе ви кажам. Оф,